1-2. Уште малку има до крајот. Негде се знаат шампиони, негде не се знаат кој испаѓа, кој се спасува. Битки за титули во Лига на шампиони, во Лига Европа, во купови, во шампионати. И да, најголемо разочарување англичаните. Сити и Арсенал испаднаа од Лигата на шампиони и сега до крајот на Премиер Лигата ќе биде лудо во трката по титула. Ајде побрзо да видиме што е најинтересно овој викенд. Имам 3 надпревари запишано. Еден од Англија, ама не од Премиер Лига. Значи, станува збор за полуфинале во ФА купот. Манчестер Сити, Челси. После Бундеслига, дерби, морав да зборувам нешто за новиот шампион. Борусија Дортмунд, Бајер Ливеркузен и најдоброто викендов, Ел Класико, Реал Мадрид, Барселона. Ајде со ред. Сабота, Англија, Манчестер Сити, Челси. Прашањето е како ќе се справи Сити после разочарувањето во Лигата на шампиони. Значи, им останува битка во Премиер Лига и во ФА купот. 2 титули не е мала работа и ќе ги освојат на крај. Ама нема да биде лесно. 120 минути одиграа со Реал Мадрид, истрчаа мислам као за 3 надпревари, шанси и контрола на топка све на нивна страна и порас на пенали. Видете статистика. 33 шута на гол. Реал само 8 шутеви. Последна топка 67% на страната на Манчестер Сити. Значи ги згазија. И сега, последен таков надпревар, играат полуфинале со Челси. Среќа па што со Челси играат. Уствари, чекај, Челси влезе во форма. Немаат пораз на 8 надпревари поред и пазете го ова, има 26 постигнати голови на овие 8 меча. Што значи негде по 3,5 голови по надпревар. А минатиот викенд тепаа со Евертон 6-0. Иначе и примаат многу голови. Ќе биде многу интересно. Можно е да има и некоја ротација во Манчестер Сити, ама мислам дека на крајот Сити ќе тепа. Сити во финале. Ајде во Германија, Бундеслига, Борусија Дортмунд, Бајер Леверкузен. Ви текнува ли што ви кажав на почетокот на оваа сезона? Чаби Алонсо и Леверкузен можат до титула во Бундеслигата. И титулата ја освоија најрано од сите топ 5 лиги во Европа. 25 победи, 4 нерешени. И толку. Пораз нема. Значи титула освоена на перфектен начин. Минатото коло, цел стадион на терен. Таква прослава неам видено многу одамна. Како и да биде поинаку, кога Леверкузен конечно го отврли оној прекарон Неверкузен. Пред ова имаше 5 втори места, како и загубено финале во Лигата на шампиони и уште 4 во купот и суперкупот на Германија. Но сеќи го епитетот проколнат клуб. А сега можат и до титула во купот на Германија и во Лигата на Европа. Викендов играат со Дортмунд и појма неам што ќе биде. Дортмунд го тепаше Атлетико во Лига на шампиони, малце изморени се, ама им гори во Бундеслигата. Пети се, а сакаат во Лигата на шампиони и следна сезона. Значи, мора да тепат сега, но ќе паѓаат голови, мислам. И најакото, Ел Класико, Реал Мадрид, Барселона. Да не се повторувам како Реал го тепаше Манчестер Сити. Тоа го може само Реал усвари. За Барса сега, како испадна од Лигата на шампиони. Значи, тепаат 3-2 во Париз, на домашен терен губат 1-4. Арухо, црвен картон и готово, потоп. А воде 1-0. Ама се тоа се брише кога е во прашање Ел Класико. Реал дечки има 8 бода повеќе од Барса. Дури да тепа Барса, мислам дека не може до титула. Ќе биде 5 бода разлика и тешко е да се верува дека Реал ќе киксне барем на уште 2 меча, не знам. Значи, недела, 21 сатот, доста навечер, што ќе правите друго, недела се спремате за понеделник, сите пред телевизор. Ќе биде многу јако, ќе има многу борба. Не пропуштете и ќе има голови. Ајде, доста е. Се гледаме пак наредна недела. Во меѓувреме, спремаме еден нов проект на BMG Network. Ќе биде за многу брзо време. Ајде, чао!